врска со вашето обраќање и во врска со вашето претседателствување во оваа комисија. Господин Аминов, ова место на кое што се извинувам, вие седите и припаѓа на опозицијата. Пошто тоа вие, господине Панчо Минов, сте опозиција? По тоа што гласате за избор на министри на СДСМ? По тоа што гласате за 80% предлози кои што доаѓаат од владата? По тоа што им правите по кворум кога им треба? По тоа што гласате за уставни измени? По тоа што кога треба да направите байпас варијанта му помогнете на СДСМ, се согласувате на тоа? Господине Панчо Минов, ве замолувам да ни кажете по која основа вие сте опозиционер. Ние сме на овој парламентарен состав и вие, и јас, и овие тука 10 претеници овде што цело време ги прекинувате, што им одземате збор, не им давате или не знам како, сме избрани на листата на ВМРО-ДПМН, на ГРОМ, партијата која што не знам дали вие ја напуштивте или не. И кажете ми, ве молам, дали сте вие само со нас кога сме на власт, или како што не сте со нас сега додека сме во опозиција, за да знаеме. Дали вие, господине Панчо Минов, секоја што со власта? За да знаат граѓаните и за да знае народот. Затоа што кога одевме ние по митинзи со вас и по Кавадарци, и по Неготино, и по Росоман, и по Струмица, и по Прилепи, додека го критикувавме Зоран Заев, и вие го критикувавте. Ама сега тука сте му джокер за сите можни гласања. Значи, господине Минов, да резимирам со мојава процедурална забелешка. Пошто сте вие опозиционер, со оглед на тоа што вие ја окупирате оваа столица тука на претседавач на оваа седница. За да знаеме, затоа што за една година од сега ќе се промени власта, за една година од сега ќе има нова влада, ќе има ново мнозинство. Ние во моментот според анкетите сме 100.000 разлика во однос на СДСМ, а со секој нареден ден сме се повеќе и повеќе. Во моментов сме 100.000 разлика, до година мислам дека ќе бидеме и 150.000 разлика. Така што си доаѓаат промените во Македонија, ќе си дојде нова власт и едноставно оваа Македонија ќе снајде сили да го победи заевизмот. А ако вие се плашите да му се спротивставите на заевизмот, ако вие не сакате да му се спротивставите на заевизмот, нема проблем. Има кој има. Македонија ќе го победи, надживее и порази и Зоран Заев и заевизмот. Благодарам.